Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Четврток е и на економските пазари нема промени. Всушност, промените се толку чести што нема вест. Глобалната економија е нестабилна. Одиме на другите вести. Американскиот председател Барак Обама во Белата куќа приреди вечера ифтар со која се слави Рамазан, светиот месец во муслиманската вера. На вечерата присуствуваа муслимански лидери и активисти, како и избрани представници и лидери од сите вери. За прв пат, американскиот информатички гигант Apple се најде на прво место на пазарот на акции по завршувањето на тргувањето во средата навечер. Неколку години поред, компанијата Exxon Mobil беше на врвот. Синоќа Exxon беше проценет на 330 милиарди долари, а Apple на нешто повеќе од 337 милиарди долари. Но колку вака ќе остане не е сигурно, нафтата е нафта. Американскиот законодавец, републиканецот Питер Кинг, повикува на истрага за контактите меѓу администрацијата на Обама и филмски работници кои работеле на проект за деценија долгата потрага по Осама Бин Ладен, вклучувајќи го и упадот од 2 мај во кој беше убиен поранешниот лидер на Ал-Каида. Кинг е председател за домашна безбедност на представничкиот дом. Портпаролот на Белата куќа вели дека ништо од чувствителна природа не било споделено. Египет е на голем крстопат кон демократија, многумина веруваат. Правата на жените се дел од тој процес, но велот се чини останува. Во следниот прилог се занимаваме токму со тоа прашање: има ли тука контрадикција? Може да ви изненади што мислат самите жени. Низ улиците на Кајро жените од сите социјални и економски слоеви носат најразлични видови на велови, а праксата е значително зголемена изминативе децении. Пред речиси 100 години египтјаните се бореле да се ослободат од велот. Египетскиот социолог Саад Идин Ибрахим објаснува. So the veiling was in a sense a compromise to be able... Велот на одреден начин бил компромис да се биде можност да се учествува што е можно поцелосно во јавниот живот, без да постои чувство на недостаток на етика или морал. Доколку носењето на велот е цената, многу жени, девојки прифатиле да ја платат таа цена. Ова е очигледно во Кајро, каде адвокатката Ноха Самир вели дека носи вел со години. Изгледа убаво и прави да се чувствувам убаво. Определена сум за исламот, но истовремено можам да ја следам и модата со одредени ограничувања. Експертите додаваат дека извесен социјален и верски конзервативизам во Египет потекнува од Саудиска Арабија, пренесен од милионите египтјани кои работеле во оваа земја, при тоа наметнувајќи го ставот за тоа како жените треба да се однесуваат. Аза Солиман од Центарот за египтјанки вели дека промените дошле и од самите жени. Постои јаз меѓу она што им е потребно на луѓето и она што го нудела владата, така што многумина се свртеле кон религијата за да се пополни тој јаз. Многу жени избрале да ги изразат нивните верски чувства со тоа што врз себе го ставиле велот. Факт е и дека многу египтјанки не се покриваат целосно. Повеќето носат верзија на вел, при што е покриена само косата и вратот. Многумина од нив се со став дека при тоа никој не ги спречува да ја следат модата, да бидат елегантни. Некои експерти се категорични дека не постои конфликт меѓу покривањето и успешноста во професијата или во политичката активност. Според нив, она што е важно не е облеката на жената, туку тоа какви се незините права во општеството. Додека египтјаните работат на почетоците на демократијата, многумина веруваат дека велот може и дури треба да биде дел од неа. Изминативе 30 години, прекумерната тежина кај децата во САД се зголеми за преку 3 пати, според владини статистички податоци. Денес, 1 на секој 3 деца е со вишок килограми. И додека расте загриженоста кај родителите, фитнес програмите за бебиња и деца се во пораст. Бриджит можеби не е свесна дека вежба, но знае дека се чувствува убаво кога ја фрла топката во обрачот. Таа има речиси 3 години и на ваков час е еднаш неделно заедно со други деца, меѓу кои има и 2 годишни. Мајката на Бриджит, Кетрин, вели дека сака нејзината ќерка да биде во добра физичка форма уште од мали нозе.
Бидејќи јас не сум го правела тоа, сакам таа да се чувствува физички здраво во текот на целиот живот. Овој час во физкултурна сала во основно училиште во предградие на Вашингтон е наречен Fun Fit и го посетуваат деца од 1 до 13 години. Силија Киблер е коосновач на програмата и вели дека целта е физичка активност, но истовремено и забава. Соработуваме со најразлични групи за рекреација, училишта, градинки, за да ангажираме што е можно повеќе деца и родители. Експертите велат дека недостатокот на физичка активност е една од главните придонесувачи за епидемијата на прекумерна тежина кај децата во САД. Најнова студија на фондацијата Kaiser Family, непрофитна група чиј фокус е здравствена грижа, открива дека младите американци на возраст меѓу 8 и 18 години дневно минуваат преку 7,5 часа гледајќи телевизија, на видеоигри, на компјутер и други електронски направи. Киблер додава дека Fun Fit постои на неколку локации годишно, но и натаму има листа на чекање. Менди Лемар е собственичка на 2 локации на фитнес центарот My Gym, исто така во близина на Вашингтон. Таа вели дека овде децата добиваат и помош да развијат и други вештини. Децата работат на нивните вештини за социјализирање, тимска работа, вештини за слушање. Истовремено вежбаат и забавно им е. Родителите се надеваат дека ваквите први чекори само ќе водат кон здрав и долг живот на нивните деца. А утре ќе ве однесеме во Индијана или попрецизно во Гери. Тоа е историски најголемиот производител на челик во САД, дури и сега, но градот пропаѓа. Гледајте News Flash, ќе ви кажеме зошто. Утре во News Flash, екзодус од Гери. Зошто? Добра географска положба, производството на челик подобро од секогаш, но населението бега. Гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик и јас сум Лилица Китановска. И тоа е се за денеска, но на нашата веб страница glasnaamerika.com има многу повеќе. До гледање до утре.